Верувам дека веќе го очекувате и она кое што е наш денешен предлог за оброк на денот. За сите оние кои што стануваат рано наутре вака како нас нешто слично и за оние кои што можеби и денот им започнува најчесто со одреден пијалок, а не со појадок, и го чекаат овој период да може и да го спојат појадокот со ужината, а секогаш тоа да биде нешто освежително, нешто кое што ќе ја даде потребната енергија барем за првата половина од денот и да уживаат во истото, да биде нешто вкусно. Ќе ви дадеме еден предлог во продолжение, нешто што е практично, актуелно во последен временски период и апсолутно вкусно. Тоа не можеме да се посомневаме ако зборуваме за сите тие кои што уживаат во салатите и во сезонските зеленчуци. Со денешниот рецепт ќе зборуваме и ќе се дружиме заедно со нутриционистите Билјана Ристевска. Билјана, добре дојдовте во уште едно ново издание, односно во нашата кујна утренска на Телма. Добро е, најдов, благодарам за поканата. Мило ми е што секогаш можеме да направиме со вас и со другите колеги кои што доаѓаат тука во нашата кујна еден спој на рецепти, здрави и практични совети. Од она кој што досега го кажувате е дека во кујната не треба да се губи многу време, но истовремено треба да се сготви, да не се направи хаос кој што подоцна ќе ни треба дупло време да го средиме, ама да направиме нешто вкусно и да уживаме во истото, и тоа ми се чини дека е формула која што ја бараат сите. Така, знаете како здравата храна не секогаш значи комплицираност. Здравиот оброк не значи одземање на многу време. И сето тоа треба да биде подготвено на едноставен начин, без многу термички обработки, третмани на храната, и во секој случај да биде практично за денешните млади мајки, домаќинки, значи сите некои што ја подготвуваат храната во домашни услови, а секако ние преферираме таа да биде баш така подготвена, токму така во домашни услови. Оброкот кој што би го исконзумирале во текот на денот. Да. И денеска имаме предлог оброк. Зошто е оброк, а не е само салата? Ние знаеме дека салатата обично кога е составена од зеленчуци е пред јадење. Така. А кога е салата оброк, тогаш мора да има нешто кое што го прави да биде оброк. И сега како и што се комбинира и зошто е толку тоа актуелно во последно време, да речем, последно подолго време, но претходно се знаеше салатата само од зеленчук и потоа ручекот кој што си го имаме подготвено за во денот. Така, овие оброк салати се салати кои што немаат само зеленчук во составот, туку содржат и дополнително некој одреден вид на храна. Како што е авокадо, доколку додадеме, обогатуваме храната, односно калориите и раснат. Со самите калории, значи израсне енергетската вредност на оброкот, односно на храната која што ќе конзумирате. Во овој случај имаме и ореви, значи исто така дополнителен калориски внес во храната, меѓутоа и здрави масти. Доколку ние имаме само зеленчук, тука имаме само витамини, минерали и растителни влакна како салата која го конзумираме, меѓутоа кога ќе ги додадеме сите овие состојки дополнително што може да се додадат во едно оброк салата, значи таа ја оплеменуваме и слободно може да замени навистина оброк кој што го конзумираме како ручек во текот на денот или како вечера. Во оваа салата сега денес нешто ќе ја правиме, ќе додадеме и слајсови, односно тенки кришки од пршута, меѓутоа тоа може да биде и лосос слајсови, односно парчиња од свеж или димен лосос. Понатаму ќе додадеме суви смокви заради енергетската вредност пак на самата салата, и сето тоа за чиното може да биде со маслиново масло, ладно цедено или друг вид на растително масло кој да е, меѓутоа да биде стриктно ладно цедено за свежа конзумација на салатата, и понатаму може да додадеме домашно подготвен дресинг од лимонов сок, сенф и мед. Сето тоа добро измешано и полеано на салатата. Во салатата нема никакви додатоци од адитиви, засилувачи на вкус, засилувачи на арома. Доколку сакаме да обогатиме аромата, може да додадеме природен зачин, како што е копарот, во зависност од зеленчукот кој што ќе го додадеме, може да додадеме орегано, може нане, може мајчина душичка, значи сите оние природни засилувачи на вкусот и природна арома на оброкот кој што ќе го подготвиме за тековниот ден. Да. Ние може да започнеме со подготовка. Јас сум тука секогаш за помош доколку е потребна, а во текот на правењето и ќе позборуваме да речеме подетално или нешто што може би се појавува како дилема и прашања, верувам и од клиентите кои што доаѓаат кај вас, но и од секој од нас или гледачите кои што не гледаат, особено кога се подготвуваат вакви салати. Ако правиме комбинација од зеленчуци, да речеме дека ако правиме само така свежа салата, можеби не можеме да направиме грешка. Но ако правиме ваква оброк салата, мораме барем од прилика некако нутриционистно од прилика да знаеме што со што спојуваме и што е тоа кое што ќе го добиеме. Така, кај мене клиентите знаат да прашаат што со што оди, што со што не оди. Најчесто
кога комбинираме зеленчуци не би можеле, како што напоменавте и вие, да сгрешиме, се станува збор на вкусови. Кој што милува да яде, јас понекогаш знам и зелка со домат да јадам салата, например. Да. За некој што е несвојствено, како зелката сега јадеш со домат, ја не додавам секако оцет. Меѓутоа, маслиново масло во зелката со домат ми преубава салата освежителна, посебно сега нели за овој летниот период. Кога станува збор за зеленчуци се комбинираат сите. Меѓутоа сега доколку додадеме нели пршута, тука веќе имаме нели протеин, имаме и во авокадото, сега тука нели доколку додадеме сирење, доколку додадеме јајца, тоа веќе премногу. Меѓутоа ако се откажеме од пршутата, а додадеме само јајца со авокадото, тоа е супер. Или доколку додадеме лосос слајс, со лососот не може да додаваме нели, не е пожелно се додаде вареното јајце. Да. Од таа причина, значи мора да се биде внимателен и сите тие комбинации нели во консултација со нас, не сме секојаш тука нели расположени за контакт со нашите пациенти, без разлика дали тековно доаѓаат кај нас или не, овие информации кои што ги даваме, секогаш може да ги добиете кога ќе не побара тие комбинации барем на храна се навистина едноставни, достапни веднаш за пациентите за да не се направи грешка, иако таа грешка доколку еднаш ја конзумирате таа храна не е катастрофална грешка. Тоа морам да го напоменам, зашто многу често знаат пациентите да се исплашат, леле сега знаеш изедов лосос со јајце, ништо страшно, одеднаш нели. Но да не стане навика и да не е секојдневна конзумацијата на истиот тип на храна и на салата. Секогаш напоменувам дека доколку се јадат салати, нели сега е лето, ако е лето имаме домати, имаме краставички, меѓутоа немојте секој ден да е истата салата. Нека се менува салатата, ако е нели марула, зелка, зелена салата, нека биде и рендано морковче, цвекло, значи не мора да преферираме само домат како салата, сезоната му е сега во рете, што е сезоната, меѓутоа. Да, и најчесто тоа се прави. Да, не мора да е нели секој ден на салатата со домат подготвена, од проста причина што сите знаеме дека нели зеленчукот, овошето, храната веќе добива хемиски третман. Да. Третирана е за жал со одредени видови нели на хемикали, дали се тоа пестициди, дали се тоа фунгициди, дали нели некој препарат со кој што го прскаат коренот, цветот, плодот за да се нели заштити. И со самото тоа секогаш им велам на моите пациенти, нели менувајте и салатата. Зошто? Зашто тоа се пестициди растворливи во вода. Доколку вие конзумирате доволна количина на вода во текот на денот, тие исто како што ги разложуваат нели градинарите, тој препарат го разложува вода па ги прска овошките зеленчуците, истото значи се случува во нашиот организам. Вие тоа со поголема количина на вода, односно ако сте добро хидрирани, телото го елиминира, односно го исфрла. Сега не може вие секој ден да го допингувате со истата хемикалија, односно пестицид и да очекувате дека има пациенти кои што ми велат, јас знаеш 4 години само јаболко да овоше. Не може. Значи менувајте, значи чистете го едниот пестицид, треба да има. Исто и со салатите. Значи менувајте ги, немојте секој ден. Јас разбирам вкус на салатата или навиката е иста. Ќе домат исто да ги правиме. Не сме некако креативни, таа креативност некако како и навиките некако си го прават своето. И едно е навика, друго е обожување на одреден вкус или комбинација и трето е она кој што најчесто го слушаме, а тоа е ова најдобро го знаев или најбрзо може да го направам и ги имав овие состојки дома, па затоа и го направив. Така, меѓутоа ако добро го спланирате денот или неделата, значи пазарувањето посебно при вакви нели здрави начини на исхрана пациенти кои ќе кај нас, мора да се планира пазарењето. Значи сите ние никогаш немаме се од ова дома. Да, но ако си го направите планот и ако си спазарите, точно ќе знаете што треба понеделник, вторник, среда, четврток да конзумирате и како салата, меѓутоа и како оброк. Не мора секој ден да се готви, мене прашува пациент, или секој ден ли мора, ова не е готвење. Ова седим, разговараме, пиеме чај и салатата, оброкот е готов. Сериозно, овој оброк, значи овде сега што ќе направиме е сосема доволен за 2 лица да се сконзумира, да се сериозно нахранети и нели калориите да не се во дефицит. А со самото тоа ме прашуваат на пример дали ќе ослабам. Нели само од оваа салата не може да слабите. Нели ако текот на денот се сконзумира само една салата, а после тоа вие јадете се што сакате, тоа е нели не е ова волшебно стапче и не е возможно. Меѓутоа доколку внимавате во текот на денот во внесот на хранливи материи кои што ги внесувате и тоа преферирате да биде до некаде здрава храна, секако дека има намалување килограмите затоа што немаме нели имаме квалитетни калории, не шупливи калории, калории кои што даваат енергија, кои што се трошат. Морам да напоменам што и да се изеде во текот на денот мора да се потроши. Значи храната е само наше гориво, храната е енергијата, вие ако не ја потрошите, става некаде ќе се депонира. И во текот на времето само салати да јадете, ќе речете леле јас не ослаб, не се слабе, значи таа салата некаде мора да има физичка активност. Секако мора да има барем
едно пешачење од половина час до 1 час во текот на денот, во зависност од возраста нели на лицето и во зависност нели од физичката подготвеност. Не мора секој да го качи водно, меѓутоа секој може да прошета низ парк 2 круга. Да пропишеш. Ета така. Или да вози велосипед, нели, кој што милува од сето. Да, чисто да биде тоа физичка активност за рекреација, ослободување од стресот, што е исто еден добар нели момент и важен фактор, и нормално трошењето на калориите или да речеме она кое што сме го внеле во текот на денот, и тоа што е здраво, да, ново баланс со физичката активност. Мора да биде со физичка активност, секогаш напоменувам на моите пациенти, од причина што ние може и најздраво да се храниме, доколку тоа не го добро метаболираме во телото, односно биохемиските реакции, доколку не се одвиваат онака како што треба да се одвиваат, ние правиме грешка. Така. Затоа што не може вие денеска 3 пати ќе јадете свежа салата, ќе јадете, не знам, 1 килограм овошје, можеби што претеруваат и да, и тоа е секако. Имам пациенти, јас ништо не јадам од сабале, само кило и пол овошје, молам, и вели ништо не сум изал. Да. Па подобро да се нахраните квалитетно, да си отколку направите сендвич, еве, со некој здрав намаз, и прашута нека има тој сендвич, да се напиете 250 до 300 мл кисело млечен производ, дали тоа ќе биде јогурт, кефир или кисело млекце, вие сте нахранети. Да. Не посегнувате по ништо од страна. А вака, ем сте гладни, само ово што сте излем, вели, желудникот ми е дупка, осеќате глад, шеќерот, нивото на шеќерот, значи панкреасот тука, нели, се бунтува страшно. И со самото тоа го оптеретувате неговата, нели, демна побарувачка за лачење на инсулин, и тогаш што се случува? Се случуваат, нели, оние падовина или покачување на нивота на шеќер во крвта. И со самото тоа, нели, јас ништо не јадам, ама се случува да сум гојазен, да сум здебелен, ама све здраво се хранам. Здравата храна не значи слабење. Доколку не е балансирана, доколку не е поддржана, нели, од стручно лице и доколку, нели, не биде сето тоа испланирано во текот на денот, во текот на месецот, онака како што треба да биде, меѓутоа, пак напоменувам, во доволна количина на вода во текот на денот и задолжителна физичка активност. Тоа нека се 10 чучеви дома, нека се 10 клека, нека се 10 стомачи, меѓутоа мора да има физичка активност. Тоа е нашето гориво. Тоа е исто практично како да ставите, да наполните вашата кола со гориво, да се ставите во гаража. Не троши. Не троши, ќе стои. Исто и со храната. Така е. И ова кое што го зборуваме, обично, ако нема доволно едукација, да речеме, и поставување или насочување кон изворот кој што ќе ни ги даде вистинските информации, посегнуваме по места, најчесто на интернет, нели познато не е тоа, каде што можеме да прочитаме се и се што. Од нешто кое што може би дае точна информација до нешто кое што тотална невистина. И се сваќаат некако работите многу површно или од крајност во крајност, ако јадеме само салати, дека ќе ослабеме, дека само од салати може да се функционира и да се живее во текот на денот. Ако го прескокнете појадокот, готово супер сте, имате здрав почеток на денот, што е многу грешно. А не се задржуваме на она кое што го внесуваме, комбинациите кои што се прават, и всушност тоа кое што го внесуваме, што е тоа кое што му го дава на нашето тело, и затоа не е толку едноставно да си правиме сами комбинации или да читаме било што и од тука да си го правиме секојдневното дневно мени. Нешто не е едноставно, туку и многу погрешно и нездраво за нашиот организам. Доколку вие експериментирате, погледнете, нели, некаде, и тоа, нели, мами око, 7 килограми за 7 дена. Значи, нас нутриционистите најчесто не гледаат, што е жално, како, нели, личности од сферата, односно стручници од областта на слабење само. Нутрицијата како наука не е наука за намалување на килограми. Тоа е најлесниот дел од мојата професија, морам да кажам. Ќе ви направам дефицит во калории, сакајќи или не, дали веќе се помалчите малку повеќе или малку помалку, во зависност од вашата подготвеност психофизичка, јас ќе ве ослабам, тоа го гарантирам. Меѓутоа, што е со здравието после тоа слабење? Значи, никој него, еве, јас толку клиенти, никој не прашува што ќе се случи со вас. Ми вика, молим те, биди поригорозна. Во ред, ама не му треба да барате мене. Мислам да бидам искрена, не прифаќам такви соработки, од простата причина што јас се носам одговорноста и грижата после тоа, затоа што не дај Боже, нели, после тоа се појави проблем со црн дроб, може да се појави, може да се појави проблемите со панкреасот, може да се појават проблеми кај жените со циклусот, да се, нели, измести, да се случи, нели, некоја несакана здравствена тегоба или проблем. Во тој случај јас им велам, значи, побарате се слободно стручно лице кое што би сакало да работи на таков начин, кое што би направило, нели, страшен дефицит, меѓутоа е голем стрес за организамот. Не може вие 30 години сте се хранеле конвенционално, сте јаделе се и се што и сега доаѓате кај мене и ми викате, јас ќе бидам утре само на просо, извинете.
Мислам, апсурдно, вие може сакате, желбата ви е преголема. Да, Меѓутоа, желбите, реалноста и вистината се сосема различни. И ако навлеземе во нашата наука, тоа е наука која што прво превенира добро здравје, ако тоа ни даде намалување на килограмите, тогаш ние сме успешни. Зборам кај гојазни луѓе. Да. Или, нели, не дај Боже, кај болни луѓе, затоа што сега се почесто нутрицијата се занимава, нели, односно доаѓаат, нели, кај нас пациенти кои што веќе имаат одреден тип на заболување или одреден здравствен проблем. Тука веќе е, нели, сосема различен пристапот. Тука нема манипулирање, значи, со ништо. Тука ако нешто не сме, не сме. Ако луѓе кои што слабат, нели, например, па сега не смееш ти да изедеш нешто сладко, ама ја каснав. Не прави проблем, не е човекот, нели, здрава личност, нема да направи некој проблем. Меѓутоа, само дисциплината и дисциплината ќе доведе до тоа, нели, тој на здрав начин да намали килограми. Со интернет информациите, јас сум многу слабо на тие интернет мрежи, од проста причина што да бидам искрена, имам прочитано мал милион работи кои што навистина немаат ни од наука. Ги пишуваат лица кои што немаат, како да кажам, општи познавања од нутриција како наука, да не говорам за положени испити или неиспити, нели, во областа или образование во тој дел. Меѓутоа, некако, знаете, кај нас стана се фенси. Колку вие почесто се појавувате на тие интернет мрежи, колку, нели, се сликате, се селфирате со вашите оброци, салати или некаде на водна, вие се качиле со автомобил до водно, па сте се сликале кога сте многу оптеретени до таму качувањето. Се некако дојде да се верува на тоа, да се верува на таа привидна слика, а од другата страна верувајте дека јас на секој честни случаи, меѓутоа 80% од тие луѓе лично ги познавам и не ни држат до тоа што ќе ви го сликаат на таа слика. Таа причина сум оградена, немам таква. Значи реклама некојаш ретко знам нешто, меѓутоа тоа е причината поради која што ме нема, некој ме прашуваат многу често, значи моите пациенти, велам овде, нели, на лице место ќе се објасниме, ќе кажам се. Да, што треба, што да, затоа што знаете како од нутриционист до нутриционист различни верувања и убедувања, ненаучни, тоа морам да го кажам. Не може вие да имате став, вие може дома си го држите тој став, нели, јас дали конзумирам месо или не, меѓутоа на моите пациенти секако дека треба да им го понудам на менито. Тоа е мој личен став, дали јас ќе конзумирам или не, што сметам. Треба да биде. Меѓутоа, по дефиниција сите ние го учено како хранлив намирник, кој што треба да биде, нели, вметнат во исхраната, освен ако пациентот од вас не бара, не е вегетаријанец, не е веган или не сака да конзумира месо. Тоа се ми дојде како месо. Значи има одредени хранливи намирници кои што, нели, по дефолт некој нутриционист ова никако нема. Значи никако нема. Во нашата наука има само добар баланс и добра пресметка. На сите хранливи материи мора да бидат сместени во еден оброк. Дали се тоа протеини, јаглени хидрати, здрави масти. Значи тука сето тоа и секако, нели, растителните влакна, шеќерите, меѓутоа природните шеќери во секој случај од храната. Затоа што и храната некош да е зеленчук па содржи, нели, шеќери и ние велиме, нели, ништо не сум каснал, меѓутоа си каснал. Затоа тој шеќер, нели, некош доаѓа до четвртка до петка, вели јас не јадам сладко, не јадете сладко, многу ќе конзумирате, нели, компир конзумирате оривче. Затоа, нели, си прави добар баланс. Доколку е сето тоа во умерени количини, никогаш не прави проблем кај пациентите. И нема не смеш ова, никогаш ова. Не, тоа е за мене, значи, како да кажем, апсурдно. Исто како мене некој да рече не смеш ова. Зошто? Објасним, например, ако велам некаде не сме ова, има причина зошто, да. И тоа најчесто е ако се тоа клиенти кои што, како што спомнавме, имаат одредени здравствени проблеми и кои што навистина треба дисциплина, па и тука е ригорозноста која треба да ја почитуваат. Но индивидуален е пристапот кон секој од нив. Токму тоа и го зборуваме, значи на секој човек да се направи одредена програма или да речеме начин на исхрана кој што ќе треба да го практикува и почитува ако сака да ги достигне посекуваните резултати, сепак и индивидуално во зависност од неговата, вие си имате начин и процедура и принцип на работа, нели, крвна слика и слично, по која што се гледа самата индивидуа на која што и се прави таа програма и на која што и се даваат совети за тоа како да се продолжи понатаму. Не е за секого се исто и за секого се универзално. Така, не смее да биде. Меѓутоа, морам да напоменам дека храната е иста. Еве, овде овие хранливи продукти што се плюс минус нешто, сите се исти. На нашето поднебе таа храната која што, нели, расте, на која што сме ние навикнати, сега плюс минус, нели, ќе додадеме некогаш авокадове кој што не е карактеристично за нашето поднебе, меѓутоа многу квалитетен производ, посебно за детска возраст, има примена.
Мора да биде пристапот индивидуален, знаете зошто? Тоа што сега оваа салата, кој што тука може би има 300 до 350 грама, не може и вие исто да изедете. Да. Значи може би јас имам поголема потреба, можам цела да изедам, вие може би можете да изедете 5 вилучки од таа салата. Да. Значи пристапот индивидуален од причина што прво пациентите не се на иста возраст. Второ, има пациенти кои што имаат одредени здравствени заболувања, пациенти кои што се алергични на некои компоненти од храната. Трето, физичката активност на секој пациент не е иста. Не е исто да седите 6 сати пред лаптоп и да го качите водно до крстот или да истрчате на кеј. Да. Или оние што имате физичка работа текот од денот. Секако, луѓе кои што работат во рудници, луѓе кои што работат во фабрики, луѓе кои што работат во градежништво. Значи не може вие на него да му речете сега извини ти денеска ќе јадеш просо манџичка и тоа ќе ти биде ручекот. Мислам абсурд. Абсурд. А има се прават на пример на такви грешки од проста причина што знаете некако ние мислиме дека таа здрава храна, ако ние сме навикнати на неа и не ни прави нас проблем од текот на денот, меѓутоа ние не сме се потрошили толку физички како тој човек што ви се горе на храна. И тој може во тој момент да изеде на пример половина килограм леп луѓе. Да. И сега ние му го скратуваме тоа зашто што има вишок масноти во крвта, па немојте. Да. Мислам нема. Мора да биде ако има вишок масноти, вие професионалецот, односно нутриционистот кој што се работи како што треба да работи, мора да го најде модулот, начинот да пристапи до пациентот, да не осети дека му правите дефицит. Да. Тоест практично нам чисто да се нашалам на пациентот, јас треба да влезам сега во вас и да ме наџирам со вас за да го прифати тоа што ви го давам. Јас калории нема да направам дефицит кај човекот, меѓутоа треба да знае дека тоа што го конзумира за негово добро. Никако глад. Глад во ниедна диета, секогаш им кажам пациент, молим те прво кажете ми ако сте гладни. Не сме глад да се почувства при слабење, никако. И при решавање на здравствен проблем, уште помалку па таму кај здравствен проблем. Да. Гладување не значи слабење, гладување не значи здрав начин на исхрана. Ситост, значи треба да сте сити, не прејадени, меѓутоа сити. И само така нема да чепнете нешто од страна во текот на денот. И нешто ми се дојадувало, ми требаше што. Да. Никако и си правиме салатата вака. Салатата е добро ни личи, само да кажеме што ставаме во, не? Си се изнамоабитивме и го гледам времето од полека по полека веќе сме приближуваме кон крајот. И тука сме при крајот. Да, и може да кажеме доследно што ставивме. Додадовме ситна сецка на марула на почетокот. Ја додадовме крставичката, свежа, додадовме свеж домат, црвен кромит, свеж исечен на покрупни парчиња, како и како милува така може да се ги додава парчињата кромит, рукола свежа. Сега додадов сецкани суви смокви, ќе додадеме пршутата и оревчињата и салата оброкот. Салатата е готова. Готов. Да. И јас ќе ги оревчиња може. И ситнам оревчињата. Може и цели, така не е може проблем. И цели, да. Само на пола може да ги скршиш. Да. И да си го расчистам тука ова. И ова луѓе кои што не конзумираат месо, како што напоменав, може да се го прават со лосос вакви слајсови. Да, се применува доста и туната во салатата. Да. И сега ја не сум по конзервирани производи многу, затоа не ја напоменав. Туната тука го кажав, или свежот лосос, или свежа туна, ако си имате уште, подобро ќе биде. Да, одлично. Кој како си милува од зачини, значи тука може слободно да оди тој дресингот што го напоменав. Така. Значи, уште едно прашање имам, нема да навлегуваме, него само да споменеме бидејќи има често комбинација во салатите кои што можеме да ги најдеме и по рестораните, но можеби и дома се ги прават. Комбинација на салатата зеленчукот со пилешко месо не е спорно, но секогаш почесто во некоја салата има пилешко месо и јајце. И тоа е добра комбинација. Сега вака, тоа е малку повеќе протеински, обично го преферираат луѓето кои што се занимаваат со спорт поактивно. И тие велат, нели, да. Протеинскиот допинг е поголем, меѓутоа искористливоста на протеините од месото, како пилешко месо и на јајцето, значи не е исто, затоа што практично потекнуваат од ист вид. Така, да. Подобро е само да конзумирате при поголема количина на пилешко месо во тој оброк или поголема количина на јајца, ама да е протеинот чисто од јајцето или протеинот чисто од белото месо. Благодарам Билјана многу за сите овие совети, пропратно што ги споменавме и што на некој начин се едуциравме за сите тоа кое што не интересира и никогаш не е на одмет кога ги слушаме можеби и одново овие работи и информации, се со цел да бидат точни, да стигнат ономо каде што треба, за да немаме грешки во тоа кое што го правиме, а секогаш доколку имаме дилеми се обраќаме на вас нутриционистите. И секако благодарам на оваа прекрасна и покрај тоа што е освежителна, сепак е оброк салата која што можеме да ја пробаме ние овде во студиото како екипа од 5 часот са бале што сме станати. Така да ви благодарам и ќе ве очекувам во следна прилика се разбира со мој рецепт. Благодарам вам. Продолжуваме уште еден разговор и музички гостин во студијата.